Почитувани суграѓани на општина Кавадарци, денеска ќе одржиме една мала презентација за тоа како општина Кавадарци се грижи за низините најмили. Освен изградба на детски градинки, општина Кавадарци активно е вклучена и во изградба на детски игралишта. За нашата јавност кавадаречка добро е да се знае дека од кога е градоначалник господинот Митко Јанчев, во неговата 6-та година досега се изградени околу 40 детски игралишта, односно 35 во општина Кавадарци и 6 се изградени во селските средини. Во 2022 година досега се издвоени 28 милиона денари за детски игралишта, односно се изработени во 2022 18 детски игралишта. Зборувам заедно со гумена подлога и со реквизити внатре во нив, добро изградени и добро одвоени едни од други за да имаат поголема безбедност за нашите дечиња. Посебно тука би ги издвоил паркот за миленици, потоа пам-траката, моторичкиот парк и фитнес справите во спортскиот центар Јасмин. Денеска ќе почнеме со презентација на детските игралишта и урбаната опрема која е изработена во општина Кавадарци и тоа ќе го направиме по следниот редослед. Прво би го започнал на улицата Велјко Влахович, прекрасен детски парк, добро ограден од околните згради за поголема безбедност за нашите најмили, со нова гумена подлога. Потоа на улица Никола Минчев со нови реквизити и исто така гумена подлога, добро изградена и добро одградена од околните згради за поголема заштита на нашите најмили. Во населба Глишич и во руралните средини подеднакво како и во централното градско подрачје се вложува во овие детски паркови. Прекрасно здание. Продолжуваме понатаму во индустријското училиште на Северен булевар, добро обградено од околната средина, од салата кај индустријското училиште. На улица Рајко Жензифов, исто така ново детско игралиште со реквизити за нашите најмили. Продолжуваме на улица Крстен Мисирков, тоа е кај заводот за вработување, тоа досега немаше таму детско игралиште, кај тие згради за децата во околните згради околу центарот за вработување. На улица Калница за нашите најмили, значи нови детски реквизити, метална оградена ограда и гумена подлога за полесно функционирање. Потоа сме на Силекс зградите, одлично локација со населени места во згради и околните куќи. На улица Едвард Карделј кај Пикасо, ново детско игралиште, значи овие се комплетно нови реквизити, нова гумена подлога и ограда. На улица 16 јуни, исто така во тој правец. Продолжуваме понатаму со презентацијата на улица Фуштани, со лулашки, со реквизити за нашите најмили, оградено од околните куќи, за поголема заштита на најмалите. На улица Ѓоре Брушански, одличен парк. Улица Киро Спанџов, и исто така гумена подлога, заедно со лулашки за нашите најмили. Паркот на Револуцијата, изградени и доградени нови лулашки за подобро функционирање на паркот Полана. Исто така и тука се изврши реконструкција, претходно имаше старо игралиште каде што се донесоа нови реквизити, подобри услови за најмалите. Кај зградите на Белка, тоа е исто така тука ново детско игралиште и таму има нови згради, ки има поголема фреквенција за дечињата. Населба Кочо-Рацин, за Добуќа, прекрасен парк, гумена подлога, обградена од околните згради и куќи. Улица Ѓорѓи Соколов кај Младински, исто така поставени нови реквизити за нашите најмили. Улица Игман. Во Љубаш, месна заедница кај гимнастичко паркче, тоа е спроти управната зграда на МВР и тука има ново паркче. Потоа паркот кај Лепотиците позади ексклузив. На повеќе места во тој регион има детски игралишта, 2 до 3 се детски игралишта на мала површина, што е поради концентрацијата на народ апсолутно оправдано. Населба Страшо Пинџур, комплетна гумена подлога со нови реквизити. Тоа се билите на улица Индустријска, под Жито Југ.
Населба Солунска глава. И тука, ако се сеќавате, имаше стари реквизити, се изврши обнова на овие реквизити и модернизација на тоа паркче кој претходно постоеше на тоа место. Потоа во населба Бел Камен. И тука се изврши нова гумена подлога со нови реквизити за дечињата. Позади зградите на Лепотици во новиот центар до оформување на тој дел со нови реквизити и реставрација на претходните. Населба Опитно поле, ново детско игралиште, нова гумена подлога, добро обколено од околната средина за поголема безбедност и заштита на нашите најмили, нови улашки. Во село Ваташа, тоа е кај Илемак, горе кај мостот, прекрасно игралиште за жителите најмали во село Ваташа. Улица Ѓорче Петров, и исто така реквизити и реставрација на старите застарени детски реквизити. Потоа во улица Црноречка, ново детско игралиште, нова гумена подлога. Улица Браќа Ѓунови со зелен тревник, нови реквизити. Тоа е кај мостот на Нулуда Мара. Посебно го издал моторичкиот парк. Да не забораваме дека ова е едно од најпосетените паркови сега во топлите периоди. Тоа се наоѓа во градскиот парк Љупчо Шкартов. Прекрасно здание, воедно сите најмили, сите најмлади дечиња на општина Кавадарци би ги повикал заедно со нивните родители да го посетат, бидејќи посебно во викендите апсолутно е доста посетено и мислам дека тоа беше полн погодок со изработка на тој моторички парк. И исто така сега на Телопот е фитнес правите во Јасмин, прекрасно ново издание со гумени подлоги, доста посетено од рекреативците во Јасмин. На улица Ѓуро Салај, нови реквизити. Скеј паркот за нашите најмили, тоа е кај Јасмин, одлично здание, ново за љубителите на скејбордот. Прекрасно здание, добро е за да се посети, да се види. Посебно би е нагласил пам траката за нашите авантуристи, за најмилите, за најмладите на општина Кавадарци. Прекрасно здание, тоа е долу на Северен булевар. Во село Сопот, значи нова гумена подлога, нови реквизити, добро одделено од околната средина со заштита. Во село Марена, нов детски парк со нови реквизити. Подеднакво, значи рековме и во селските средини и во градот во општина Кавадарци. Подеднакво се вложува во село Возарци, во училиштето. Во 6 селски средини се изградени овие детски паркови. Сега сме значи во село Возарци, во училиштето, во село Дреново, нова гумена подлога, заштитна железна ограда и нови реквизити за нашите најмлади во село Дреново. Село Бегниште, значи нова гумена подлога, нови реквизити и посебно во населба Моклиште, заедно со нашата пешачка зона, посетено место, нова гумена подлога, нови реквизити детски, прекрасно здание. Почитувани кавадарчани, општина Кавадарци со овие околу 40 детски игралишта, просечно на 800 жители излегува по едно детско игралиште, е првенец или една од првите општини во Република Македонија по толку изградени детски игралишта по глава на жител. Тоа е респект, тоа е за почит, тоа е за пофалба на градоначалникот господинот Митко Јанчев и Советот на општина Кавадарци. Заедно со вашата подршка, заедно со вашите идеи и со наша реализација и во наредниот период од нашиот мандат од 2,5 години ви ветуваме дека со подадена рака едни кон други заедно сплотени ќе го направиме Кавадарци подостојно и мирно и убаво место на живење. Посебно денешниот акцент беше за нашите најмлади. Ви благодарам.